Според стариот календар, Василица се празнувала на 1 јануари, додека според новиот на 14 јануари и е во чест на Свети Василий Велики, тоест во чест на обрежување на Исус Христос. А постојат многу обреди, обичаи, обредни игри кои што биле запазени во празниците од зимскиот циклус, како што е во овој случај Василица. И јас ќе напоменам едни од нив, тоа се џамаларските игри, кои што биле актуелни во село Рашац, како и во селата во Кумановско, но за жал годините, веќе неколку години наназад, се во прекин. Јас имав можност да истражувам на тој терен и да ги запазам тие обичаи со видеокамера, нормално да го преточам потоа во еден документарен филм за џамаларската игра. Станува збор за една ритуална игра во која што учествуваат исклучиво машки лица од 7 до 80 години. Овој обичај имал за цел да ги изгони лошите сили, зли духови и караконџули за кои се верувало дека биле присутни во време трајање од 12 на крстени денови од Божиќ до Водици, или кога потоа ќе го крштеват Исус Христос реката Јордан. Всушност овие игри биле изведувани и имале една потропејска и магиска моќ. Од една страна се верувало да донесат здравје и среќа на семејството, бериќет на година. Машките лица биле маскирани во зооморфни и антропоморфни облици на маски. Антропоморфниот облик бил пострашен, доколку што тие верувале ако демонското суштество е пострашно, ќе ги изгони оние лоши сили духови. Користеле овчја кожа, го мачкале лицето со саѓи. Зооморфните облици биле во облик на мечка, конј, магаре. Исто така учесници имало зет, невеста, поп. Што е било ритуалот? Оделе од куќа на куќа, го изведувале џамаларското оро, благословувале за среќа и за бериќет, домаќинот ги чекал со богата трпеза во дворот, а тие на себе имале ѕвонци и клопатарци, од кои што верувале дека со ѕвонењето на ѕвонците, колку повеќе била силната, толку повеќе ќе била плодна годината. Нормално домаќинот ги дарувал со круши, јаболка, ракија, потоа се собирале насред село, кога ќе завршил тој обичај, ги фрлале маските, палеле оген и нормално го играле познатото џамаларско оро. Сега од парите кои што биле соберени, купувале икона која што ја подарувале во црквата Свети Илија во село Рашац и нормално за искупување на своите греови кои што биле во текот на целата година. Инаку традиционално јадење за овој празник било качамакот, од пченкарно брашно, виното, ракијата, овошите секако биле присутни на трпезата и утредента била спремена бареница, исто така од топено пченкарно брашно. Покрај овие џамаларски игри, да ги напоменам и сироварите, тоа биле деца и машки лица кои што оделе на 13 јануари со торби во раците, со стапови, оделе од куќа на куќа, благословувале исто така за среќа, за плодна година и нормално добивале за тоа подарок од домаќините. Можам да напоменам дека во текот на истражувањето наназад увидов дека сите овие обичаи се исчезнати. Во Македонија постојат и се изведуваат, но под различни имиња. Например, во Мавровско поле тие се бубачки вампири, во Струмичко се суровари, во Охридско се васеличари, ја мислам дека се уште постои тој карневал што го организираат тие. И постоел обичај за овие поворки, не смело да се сретнат од две села различни, доаѓало до Тепачка и ден денеска постојат џамаларски гробови каде што се закопани едни од нив од кои што нормално пред Тепачката некој починал. Ќе напоменам дека и овие џамаларски обреди и обичаи се од паганско потекло, затоа и се изведувале во текот на тие некрстени денови, за да подоцна со самото крштевање на Исус Христос на 19 јануари, кога што го празнуваме празникот Водици, но мислам дека ќе имаме можност и за тој празник да кажеме неколку реченици.